Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги мои редовни слушатели, здраво! Ве поканувам на заедничка дружба. Би ви излажала доколку речам дека не уживам во секој збор, мисла или размисла, разговор во мојот и ваш свет. Намерно го употребив зборот лага, од причина што сакам да размислиме околу поимот лага. Лажете ли често? Ако да, која е причината? Вреди ли да се лаже? Придобивките од лажењето се краткорочни, а на долг рок оставаат негативни последици, нели? Свесни ли сме за лагата? Што е лагата? Останете заедно со мене. Секоја лага е невистина, но секоја невистина не е лага. Зошто не? Според еден речник, лага е кога некој ти кажува неточна информација со намера да те измами, иако самиот знае дека таа не е вистина. Да, некој лаже кога намерно сака да измами некого. Според тоа, ако некој ненамерно, по грешка, кажува невистина, како што е неточен факт или бројка, тоа не е исто како да кажува лага. Освен тоа, треба да земеме предвид дали тој што ја бара информацијата има право да добие целосен одговор. Лагата и вистината се двата краја на она што секојдневно го кажуваме и слушаме од другите. Едно е сигурно, вистината ретко ја слушаме, а една легенда од 19. век ми даде поттик да размислам за оваа тема.
Еден ден се сретнале лагата и вистината. Лагата и рекла на вистината: денес е многу убав ден. Вистината погледнала нагоре кон небото и длабоко воздигнала, забележувајќи дека денот е на вистина прекрасен. Тие поминале доста време заедно и најпосле стигнале до еден бунар. Лагата се обратила на вистината: водата е многу убава, ајде да се капеме заедно. Вистината со сомнеш ја проверила водата и видела дека на вистина е многу погодна за капење. Двете ги соблекле своите алишта и влегле во водата. Одеднаш лагата излетала од водата, ги зела алиштата на вистината и побегнала. Избезумена, вистината истрчала од бунарот, обидувајќи се да ја најде лагата и да си ги земе назад своите алишта. Светот, гледајќи ја колата вистина, испраќал погледи со осуда и бес. Немајќи што да прави, сиротата вистина се вратила во бунарот и за секогаш исчезнала, криејќи го таму својот срам. Од тогаш лагата патува на секаде облечена како вистина, за да ги задоволи потребите на сите, бидејќи светот секако нема ни најмала желба да ја запознае голата вистина. И, драги мои, се согласувате ли со ова легенда? Што сакате повеќе? Лагата или вистината? Некои ја сакаат вистината, но сепак ги лажат другите. Некои пак ја сакаат вистината и ја кажуваат, а некои едноставно сакаат да лажат и да бидат излажани. Ниеден лажливец не се соединува со Бога, бидејќи лагата му е туѓа на Бог. Напишано е: лагата е од лукавиот. Значи ѓаволот е татко на лагата, а Бог е вистината. И самиот Бог говори: јас сум патот, вистината и животот. Гледате од кого се оддалечуваме и кон кого се прилепуваме по патот на лагата. Очигледно е дека се приближуваме кон злото. И така, ако сакаме на вистина да се спасиме, треба со целата своја сила и усредност да ја љубиме вистината и да се чуваме од секаква лага. Зашто лагата ќе не одвои од вистината и животот. Соперништвото помеѓу вистината и лагата, кој го зачнал ѓаволот, до ден денес незапирливо се шири. Тоа продира во сите пори на човечкото општество и влијание врз секого поединечно. Секој човек, со начинот на кој живее и постапува, застанува или на страната на вистината или на страната на лагата. Како е денес? Зарем не се согласуваме дека луѓето најчесто лажат поради алчност и себични амбиции? Алчната трговија, корумпираноста, лажните однесувања се преполни со измами, лаги, манипулации и проневери. Зошто? Зарем не се луѓето честопати мотивирани од алчност и од амбициозна желба да напредуваат или да добијат богатство, власт или положба на која немаат право? Друга причина за лажењето е стравот. Некои се плашат од последиците или се плашат дека другите ќе имаат лошо мислење за нив ако ја кажат вистината. Сосема е природно луѓето да имаат желба, другите да ги сакаат или да ги прифатат. Меѓутоа, оваа желба може да ги наведе да ја извртат вистината, макар малку, само за да ги прикријат своите слабости, да не откријат непријатни детали или само да остават добар впечаток. Во Светото писмо, во апостолски дела напишан еден настан во кој совршено е отсликан и прикажан резултатот од лажењето. Односно, еден човек по име Ананија со својата жена Сапфира продаде еден имот и задржа од цената со знаење на жената, а донесе еден дел и го стави пред нозите на апостолите. А Петар му рече: Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твоја додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бога. Кога Ананија ги чу зборовите, падна и издигна. И голем страв ги обзеде сите кои го чуја тоа. А помладите стана, го завитка и го изнесува и го погреба. А кога помина околу 3 часа, влезе неговата жена, не знаејќи што станало. И Петар ја праша: кажи ми, дали за толку ја продадовте нивата? И таа рече: да, за толку. А Петар ја рече: зошто се согласивте да го искушувате Господовиот дух? Еве,
Веќе пред вратата се носите на оние кои го погребаа твојот маж, ќе те изнесат и тебе. И веднаш падна до неговите нозе и издивна. А кога младите луѓе влегоа, ја најдоа мртва. Ја изнесоа и ја погребаа до незиниот маж. И голем страв ја опфати целата црква и сите кои го чуја тоа. Вистино љубивите устни ќе постојат за секогаш, а лажливиот јазик само за миг. Да, вистинитите зборови се одликуваат со трајност. И меѓучовечките односи се постабилни и се извор на поголемо задоволство, кога луѓето се решени да ја зборуваат вистината и да постапуваат според неа. Без сомнение, искреноста веднаш дава добри резултати. Во нив спаѓаат чистата совест, добриот углед и цврстата поврзаност со партнерот, со семејството и со пријателите, па дури и со деловните соработници. Лагите пак не можат да го положат испитот на времето. Еден јазик што кажува недочни работи може да ги мами другите известно време, но не вистината, кога тогаш ќе се открие. Почитувани, не бидете роб на лагата, таа само ќе ве однесе во длабока бездна. Да, на почетокот е убава, привлечна, сладкоречива, но во позадина го крие вашиот пекол. А оние кои ја бараат вистината, наострете ги вашите духовни сетила, за да не бидете прелажани. А за крај, ве оставам да размислувате со парче поезија. Секој е добро. Нишанеше сонцето со зракот ко стрела, во зениците на верата човекова. Се ширеа зениците како риби на уста, жилни за вода за чинета со надеж. Ах, пустиот тој оглавник имаше убав позлатен оглавник. Купен за ситни пари, купен на пазарот за злато. Купен од лажливец со накривена уста кој редеше зборови милни. Кој ќе го купи оглавников, ќе се стори Бог, ќе гледа видени разни за човековиот сој непознати. Ах, пустиот тој го бараше Бог долго време и во секакво невреме, и си помисли дека мигот вистински е токму тој. Трампата беше следна: твојата радост за оглавников мој. Ах, пустиот тој си помисли: радоста што имам и не е радост. Ако ја продадам, ќе имам радоста вечна. И пазарот се стори оглавникот за радост. Ах, пустиот тој оглавник имаше, убав позлатен оглавник. Радост, ах, радост, каде си? Елиезер.